Новата година стигна. Желбите се таа да биде подобра од годината која ја испративме. Но на првиот ден од 2017 терористичкиот напад во Турција потсети дека светот и понатаму останува заробен во мрачните мисли на луѓе на кои човечкиот живот им е бесценет. И додека во Истанбул се броеја жртви, во многу болници се раѓаа нови животи. Детскиот плач на овие новороденчиња нека биде апел за мир и благосостојба кај нас и во светот. Пред настаните кои го одбележаа овој 1 јануари, од името на К1 телевизија ви посакувам успешна 2017 година. 2017 нека биде подобра од 2016 година. Даниел е првото бебе родено во новата 2017 година во Велес. После него на гинеколошкото оделение родено е уште едно бебе и тоа е машко. Крвав почеток на новата година во Истанбул. Најмалку 39 луѓе се убиени, а околу 70 се повредени, кога вооружен напаѓач почна да пука во познат ноќен клуб. Традиционалните новогодишни дочеци на плоштадите во Македонија изостанаа. Многу градоначалници го следеа примерот на градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев, кој одлучи парите предвидени за организирање на дочек на новата година да се пренаменат и да завршат како хуманитарна помош за семејства од социјален ризик. Сепак во Скопје на Јадран сквер и на најголемата туристичка метропола Охрид, најлудата ноќ помина со забава на отворено. Предлагам да погледнеме како тоа изгледаше. Традиционалниот огномет во Велес изостана. Причините се познати. Парите отидоа за помош за социјално загрозени семејства, но тоа не беше причина Велес да не ја доживеа новогодишната огнометна илуминација. Александар Костов го евидентира овој момент. Она што е заедничко за светските метрополи кога станува збор за дочекот за новата година е огнометот. Низ илјадниците светилки кои распукнуваат, многу мина ги замислуваат своите новогодишни желби. Како беше во Токио, Њујорк, Париз и Дубај, ке погледнеме во следните 60 секунди.
Неколку часа пред да дојде новата година, градоначалникот Славчо Чадиев традиционално во посета на институциите кои се од витално значење за граѓаните за општина Велес, на полициските службеници, пожарникарите, припадниците на АРМ и дежурните во итната медицинска служба, таткото на градот, им се заблагодари за посветеноста во работата, им посака мирна ноќ, здравје и хармонија во семејниот живот. На последниот настан од 2016 година работеше колешката Дијана Иванова. На преминот помеѓу старата и новата година, градоначалникот Славчо Чадиев традиционално во посета на полициската станица противпожарната единица, Центарот за обука и доктрини во касарната Алексо Демниевски Бауман и итната медицинска служба. Безбедноста на граѓаните е на прво место, затоа и посетата започнува од СВР Велес. Полициските службеници на работните места завелешени да имаат спокојна ноќ. Градоначалникот Чадиев изрази благодарност до вработените на полицијата, бидејќи тие со своето работење Велес го броја во најбезбедните места за живење во Македонија. Имаме цело време за овој мандат одлична соработа со полицијата, јас сум многу благодарен. Се радувам дека така ќе продолжите функционира понатаму. Новата година ќе донесе нови вработувања во територијалната противпожарна единица. Ова им го соопшти градоначалникот Чадиев на пожарникарите, кои 2017-та ја дочекаа на работното место. Чекаме само да дозвола да може да можеме да и дадеме појачање малку скеи, да појачаме малку станица да видиме на кој ќе сообщање. Не, фала. Вие подготвени сте за нашето стандард. Да нема. Нема. И да има. Тука сме. Одлично, по колку бевте до смена първо? 6 една смена сигурно имаш. Највише кога бевме. Најмногу. Да. Добре, јас мислам дека ќе добием и дозвола да ја појашаме и службата и очекувам на наредниот период такво нешто. АРМ е столбот на македонската безбедност. Чувајте ни е државата исто како и досега. Ова им го порача градоначалникот на припадниците на армијата, кои се дел од Центарот за обука и доктрини Алексо Демниевски Бауман. Името на вработењето организованото од моје лично име, ја честитам новата година и посакувам здравје пред се во новата година и уште поголеми успеси и соработката да ја прошириме, да ја зголемиме во наредната година. Соработката ќе биде зголемена, ви благодарам на поклонот, ви посакувам пријатна, убава ноќ и сиот рок да ви биде да идете в пензија мирен. Благодарам. Това е најбитна нешто. На своите работни места беа и вработените во итната медицинска служба. Дежурните лекари информираа дека имаат доволен број на екипи кои што можат соодветно да одговорат на сите повици во оваа новогодишна ноќ. 2016 беше успешна година за општина Велес. Ова е оценката на таткото на градот. Посакува 2017 да биде подобра, со повеќе реализирани проекти, од кои бенефит ќе имаат сите жители на општина Велес. Како изгледаше Велес вчера вечер и како градот се разбуди во новата година, предлагам сите заедно да погледнеме од видеоматеријалот сниман од Никола Василковски, а монтиран од Бобан Кошинов. Низ објективот на камерата на К1 телевизија и снимениот материјал на Никола Василковски, погледнете како изгледаше Велес на крајот од 2016 и почетокот на 2017 година. Информациите од регионалниот центар за управување со кризи се дека последните 24 часа во Велес изминаа мирно, без ниту еден евидентиран случај. Од СВР Велес информираат дека не е евидентирано никакво нарушување на јавниот ред и мир, безбедноста во сообраќајот е стабилна, а препораката за носење на зимска опрема и почитување на сообраќајните прописи останува и понатаму. Велешани биле внимателни со конзумирање на алкохол. Нема евидентирано случаеви на предозираност, велат од интерното одделение на општата болница Велес. Она што е карактеристика за овој првојануарски ден се празните велешки улици.
Даниел е првото бебе родено во Велес во оваа 2017 година. На гинеколошкото оделение во првиот ден на свет е дојдено уште едно бебе и тоа е машко. Лекарите велат годината почна добро, да се надеваме дека оваа година бројката на новороденчиња ќе биде поголема од 651 новороденче, колку што минатата година биле родени во Велешката болница. Точно во 5 часот изутринава на првиот ден од новата 2017 година, Велес му се израдува на првото новороденче. Тоа е машко дете, тешко нешто повеќе од 3 килограми и е радоста на семејството Ристови. Детето е машко, родено е 3,370, 51 см долго. Добро е, добри се и мајката и бебето, после тоа е родено уште едно новородено машко, значи имаме 2 ноќва. Честитки за рожбата, но и за годината нова. Мајката Татјана доби од градоначалникот Славчо Чадиев, тој посака бројот на новороденчиња во Велешката болница оваа година да биде многу поголем од претходната. Го посетивме малиот Даниел, првата рожба во нашиот град во ова 2017 година. Честитки до фамилијата Ставреви. Видовме дека бебето е в добра кондиција, одлично. Сето она што општина Велес традиционално го доделува, лично и градоначалникот и сопругата на градоначалникот го донесовме, им посакавме многу здравие пред се, радост и секако за година-две да ни израдуваат со нова принова во фамилијата. На првиот ден од новата година Велес е побогат за 2 нови жители. Минатата година на гинеколошко-акушерското оделение родени биле 651 новороденче. Според доктор Димова, ова е вообичаена бројка на живородени бебиња во Велешката болница во изминатите неколку години. На пременот на старата и новата година најмногу работа имаа здравствените работници. Во Кавадарц имало 3 пати повеќе интервенции за разлика од вообичаено. Надлежните информираат дека најголем дел од случаите биле грипозни лица, но имало и повредени во тепачка и предозирани со алкохол. Во Велес с голем обем на работа имале докторите на инфективното оделение при општата болница во Велес. 45 лица болнички се лекуваат, а скоро двојно повеќе лекарите од ова оделение во текот на вчерашниот ден извршиле преглед кај пациенти. И на детското оделение докторите со полни раце работа. Доктор Гашева во изјава за К1 телевизија вели грипот си го зема својот данок. Детското оделение грипот си го зеде својот данок, да кажам. Таму фреквенцијата на пациенти е многу голема, значи во просек имаме по 30 прегледи. Не е тоа грип, меѓутоа компликациите од грипот ги имаме во моментов. Дневно имаме околу 30 прегледи, хоспитализирани се 30 деца и имаме околу 30 прегледи на ден, значи вкупно околу 150 пациентчиња поминуваат во текот на денот. Скоро сите се со компликации после грипот. Многу мина посакуваат на најлудата ноќ да бидат во Венеција. Оваа желба веќе реалност е за нашата колешка Валентина Михајловска. Таа новата година ја дочека токму на плоштадот Сан Марко во Венеција. Во овој дневник директно од Венеција ја имаме Валентина Михајловска. Вале Феличано Ново е бон Натале, коме оджи in Венеција in Ново ано. Поздрав студио од сончевата Венеција, еве дел од К1 телевизија токму овде. Синоќа имаше премногу луѓе овде, буквално целиот континент, и од сите раси, и од сите националности. Она што се однесува до дочекот на новата година беше сосема спонтан, луѓето си доаѓаа и ги преполнија сите мали и големи улици и плоштади овде во Венеција. Само да напоменам дека немаше никаков организиран дочек, немаше никакви организирани свирки во живо, туку буквално луѓето се шетаа, пие кафе, пие греано вино, јадеа печени коштани и го дочекаа моментот кога точно во 12 часот започна големиот обномет кој што траеше 20 минути. Имаше моменти кога луѓето буквално не можеа да се разминат. Ако да речете во Венеција, буквално секој ден има 50.000 туристи, јас мислам дека синоќа тој беше дупло поголем. Инаку неколку факти што се однесуваат на Венеција,
Тоа што го кажав и пред малку, дневно има по 50.000 туристи, а на годишно ниво тоа се 18 милиони. Она друго што е интересно да се спомене за Венеција, тој е изграден на врз архипелаг во Јадранското море, кој се состои од 18 островчиња. По Венеција има преку 7000 очоци и 170 камбанарии, со 77 канали и 400 мостови. Заштитен знак се разбира на Венеција се гондолите. Венеција има околу 60.000 жители, а тоа е многу помалку како што имало порано. Аква алта е она што значи висока вода, а тоа е во моментот високата вода, исто така и во ноември. Друг податок кој што би можела одноќе да ви го соопштиме, палатата Таларио, која е најстрашното место во Венеција, града во ренесансен стил, и се смета дека е прополнато место поради серијата неразјаснети убиства и такви несреќни случаи. Такви да е, ние овде сме за убави работи. Јас се надевам дека она што ви го испратите преку интернет, а ги имате како фотографии, би можеле да пренесете атмосферата во Венеција, во регионот одовде од Венеција. Валентина останува и во наредните денови во Италија. Со нови вклучувања ја очекуваме во следните изданија на Дневникот на К1 и јас се надевам дека Валентина ќе проба од познатиот колач во Италија, панетоне. А ние продолжуваме понатаму со вестите од Македонија. Новогодишната ноќ во Скопје помина релативно мирно. Укажана е лекарска помош на 28 алкохолизирани лица, еден пациент кој бил предозиран со дроги, а третирани се и лица со повреди од петарди и со браќени незгоди. Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов денеска ги посети припадниците на армијата на Република Македонија во армискиот склад Еребино. На клиниката за токсикологија во Скопје во текот на ноќните часови примени се 28 пациенти, од кои 9 биле малолетници, а најмладиот е на возраст од 14 години. Сите се третирани до утринските часови и потоа пуштени на домашно лекување. Пациентот предозиран со опојни дроги е во добра состојба и е пуштен дома. Од 28 пациенти примени на токсикологија, 8 биле од женски пол, а останатите се мажи. Надлежните апелираат и во наредните денови граѓаните да внимаваат со прекумерниот внес на храна и алкохол во организмот. Председателот на Република Македонија и врховен командант на вооружените сили Ѓорги Иванов денеска ги посети припадниците на армијата на Република Македонија во армискиот склад Еребино. Заедно со председателот присуствуваше и началникот на генерал-штабот на армијата на Република Македонија, генерал подполковник Методија Величковски. Одговарајќи на новинарско прашање во врска со процесот за создавање нова влада, председателот Иванов рече дека треба да се почитуваат роковите според уставот. Постои устав и во кој се одредени роковите и треба да се ги почитуваме роковите. Јас како председател сум обврзан според уставот по конституирањето на собранието во 10 дена да го дадам мандатот. Потоа следи мандатарот, има 20 дена кога треба да ја состави владата, која треба да добија мнозинство во парламентот. Така што сето тоа е одредено и почитувајќи ги процедурите, почитувајќи го уставот, даваме сигурност кај граѓаните и известност со политичките процеси. Во текот на посетата, председателот Иванов на припадниците на АРМ кои извршуваат должност за време на новогодишните празници, им ја честита новата 2017 година и им се заблагодари за придонесот што возможуваат празниците, како што рече тој, граѓаните да ги минуваат во мир и благосостојба. Новата година започна крваво во Турција. Најмалку 39 луѓе се убиени, а околу 40 се повредени кога вооружен напаѓач почна да пука кон присутните во познатиот ноќен клуб Реина во Истанбул. Меѓу загинатите странски државјани нема македонци, потврдија од Министерството за надворешни работи на Македонија. Следуваат вестите од светот.
Крвав почеток на новата година во Истанбул. Најмалку 39 луѓе се убиени, а околу 70 се повредени кога вооружен напаѓач облечен како Дедо Мраз почнал да пука кон присутните во познатиот ноќен клуб Реина во Истанбул. Нападот се случил неколку минути по полноќ, а напаѓачот пристигнал со такси до објектот и влегол во дискотеката, кој почнал да вика на арапски јазик и да стрела со огнено оружје кон гостите. Според очевидци, тој стрелал околу 10 до 15 минути. Некои од луѓето во паника скокале во водите на Босфорот. Тие биле спасени од граничната полиција. Министерот за внатрешни работи Сулейман Сойлу изјави дека напаѓачот не е идентификуван и се наоѓа се уште на слобода. Пред да го напушти клубот, тој се пресоблекол. Според министерот, напаѓачот веројатно сам го извршил нападот. Меѓу загинатите 15 се странски државјани, а 5 од жртвите се идентификувани како турски државјани, додека властите се уште го утврдуваат идентитетот на останатите. Најмалку тројца од убиените биле вработени во клубот, а еден од загинатите е полицаец. Клубот Реина, каде е извршен нападот, се наоѓа во областа Бешикташ. Во моментот на нападот се наоѓале од 500 до 700 луѓе. Најмалку 7 лица се убиени, 15 се ранети во напад врз полициски пункт јужно од ирачкиот град Наџав, а одговорноста за нападот ја презеде џихадистичката групација Исламска држава. Во рок од 24 часа, Исламската држава презеде одговорност за втор напад во Ирак. Во двојниот самоубиствен напад вчера на фреквентен пазар во Багдад загинаа 27 лица, а десетици беа ранети. Ирачкото министерство за внатрешни работи соопшти дека тројца напаѓачи со елици полни со експлозив насочиле автомобил бомба кон полициски пункт во близина на градот Кадисија. Приближувајќи се кон пунктот, отвориле оган, но силите за безбедност им возвратиле пошто ги убиле, а автомобилот експлодирал. Кадисија се наоѓа на 70 километри јужно од Наџав, света град за шиитите, каде се наоѓа мевзолеот на имамот Али. Француските граѓани од денеска ќе плаќаат дополнително по 1,60 евра во осигурителните полиси на своите имоти, а целта е да се финансира специјален фонд за жртви на екстремистички и терористички напади, кои зачестија во земјата. Овој нов данок веќе го доби името данок на тероризам. Со него за секоја осигурителна полиса ќе се плаќа данок од 5,90 евра, наместо досегашните 4,30. Зголемувањето беше објавено уште во октомври, тогаш француските владени представници изјавија дека фондот се полни од околу 90 милиони полиси и во моментот во него има собрано 1,45 милијарди евра. Во изминатите 20 месеци во терористички напади во Франција загинаа над 200 лица. Денеска имаме суво и стабилно време со температура до 4 степен. Утре не очекува слично време со благ пораст на температурата. Деталите во продолжение.
Ова беше и последната информација од Дневникот. Пријатно!